Идиот, идиотизам, корисен идиот. Оваа тема феномен, драг читателу, е уште од античко време. Таа е пар екселанс метафизичка и протеска во своите метафизички варијации, дури и кога изгледа дека тие се резултат на некоја внатрешна диалектика условена од општествените ситуации. Онака како што би го дефинирал тоа и Џон Лок. Поимот идиот како психодиагноза означува човек со скусена свест, малоумен, но диагнозата застанува тука. Неа не ја интересира поширок овој феномен од филозофски, социолошки и антрополошки аспект. Идиот е грчки збор, на кој сепак старите грци му давале пошироко значење од неговиот гол психолошки факт. Според нив тоа е човек од пониските слоеви, кој не е упатен во државните работи и не учествува во нив. Со еден збор, асоцијален и следствено на тоа, бидејќи не го бива за политика и државни работи, сметан е за малоумен. Идиот. Интересно, оти по аналогија на таквиот старогрчки поглед на работите, и денес ништо од тоа не е променето. Со таа разлика што е се маскирано со целофанот на демократијата, што е лажна. Да, оти како што гледаме, и во политиката имаме луѓе со стеснета свест и кусок на ум. Како што можевме да го видиме тоа и кај нас, во владите што се менуваа од осамостојувањето до денес. А тоа го гледаме и во Бриселска Европска унија, каде што исто така има политичари со мал и зарѓан ум, без лабинска интелигенција и моќ за визија. Нешта што го легитимираат духот на вистинскиот политичар. Значи и највисоката политика не е лишена од идиоти и идиотизам, штетни по цел еден или по повеќе народи, кои се политички диригирани од еден врховен центар каков што е тоа за европските држави Брисел. Македонците, но и преостанатите народи од полиексперименталниот Западен Балкан добро го знаат тоа. Интелигентни, тие можат да го препознаат политидиотизмот што го трпат и во врвот во Брисел, но и во сопствената средина, меѓу многу своји политичари, кои ние, драг читателу, сега ги подведуваме под синтагмата корисни идиоти. Нив во овој есеј ќе ги почестиме со посебно внимание. Може слободно да кажеме дека психодиагнозата идиот е, како што веќе и рековме, површна. Таа се сведува на поимот малоумност и толку. Тука и завршува. Психологијата, односно психијатриската медицина, не си ја чука многу главата околу тој феномен, а ни филозофијата и филозофите. Барем јас не сум го сретнал него како посеопфатна тема кај нив, па според тоа ни идиотизмот како негов производ. А парадоксално, идиотот и идиотизмот не се изгледа многу интересни и за психоанализата. И Фройд, и Јунг, и Адлер од психоаналитичка и психијатриска гледна точка, многу повеќе од нив ги интересира феноменот на психопатологијата и лудилото кај психопатите и лудите. Но ним на таа тема сериозно им конкурира, па дури и ги надминува во толкувањето на тие феномени литературата, која, како и психоанализата, ја истражува патологијата на умот и душата. Особено некои писатели, како што се тоа, например, Гоголј, Достоевски и Чехов кај русите, стигнуваат да дзирнат и да ги опишат како океански нуркачи и најискрените темни длабочини на таа патологија. Дури кај нив е и многу појасно од психолозите опцртана разликата меѓу поимите идиот, психопат и луд. А следствено на тоа и разликата меѓу идиотизмот, психопатството и лудилото, кои сепак неретко се прелеваат и мешаат едно со друго во комплексна синтеза на психопатолошка слика на душата и умот. Таквата слика особено можеме да ја видиме кај некои ликови во делото на Достоевски. Во некои дела, пак кај некои писатели, таа слика е толку фасцинантно развиена, што се чини дека
И самата инспирација кај нив е пар екселанс на некој начин психопатолошка и е присутна со несмален интензитет од првата до последната реченица на творбата. Сите ликови тука без одстапка до еден се идиоти и психопати. И како такви, перпетум мобиле го полна делото со атмосфера на идиотизам во која нема прозорец за поглед надвор ни врата за излез на свеж воздух и осветлен хоризонт. Такви се од почетокот до крајот атмосферата и ликовите во Мртви души на Гоголј. Тие сите до еден, Собакевич, Ноздрјов, Плјушкин и Коробачка, се до совршенство идиоти, како такви архетипски представници на затантената руска провинција, или поарно на царска Русија како запустено и прекриено со пајажина место. Во романот на гениалниот руски писател се е идиотско и идиотизмот е како поплава во која тоне се под неа. Сите нешта со кои се обкружени главните ликови, исто така имаат идиотски карактер. Така, например, секој предмет од собата на Собакевич, шифонерот, фотелјата, столовите и се друго, ја истакнува својата несмасност и гласно вели: „И јас сум Собакевич“. Кога го прочитал Пушкин Гоголевиот роман, паднал во тешка меланхолија, магнетизиран од катастрофичната атмосфера на идиотизмот во него. И болно крикнал: „Боже, колку е жална нашата Русија!“ А не дека и тој, но не толку силно како Гоголј, ја имал почувствувано таа атмосфера како провинцијска слика на царска Русија. Неа тој ја дава, например, маестрално и само во едно четиристишје во Евгений Онегин, кое гласи: „Патиштата се кај нас скални, и секој мост е тука гнил, но дална станица ти с ношти од болви спокоен си бил“. Препев на Георги Сталев. Така, драг читателу, а кога ќе се потсетам на Пушкиновиот крик за жална Русија, како еден на Гоголевите Мртви души, мене, сакал некел, ми избива на устните крикот: „Боже, колку е жална нашата Македонија“, имајќи ги предвид идиотите и идиотизмот што виреат како бактерии кај нас денес, а за кои се уште ни ние, ни они од Брисел, кои исто така не се имуни на идиотизмот, немаме пронајдено спасоносна вакцина. Но малку повеќе за тоа во вториот дел од нашиот есеј. Сега за уште едно експресивно дело на модерната литература, кој на еден херметички, шифриран начин коинцидира со ремек делото на Гоголј, едно столетие по него. Тоа е веројатно, барем според мене, најекспресивниот за човековата судбина роман на 20 век, кој исто така е препон до задушливост со атмосферата на идиотизмот. Романот Процес на банкарскиот службеник Франц Кафка. Во него главниот лик, Јозеф К., според мене алтер его на писателот, е осуден без да знае како и зошто и е влечен со денови и месеци низ судските ходници од некои метафизички идиоти, суди и без лица, за на крајот да дотурка до крајот на животот, без да ја знае пресудата, заклан е од двајца со месарски ножеви кај каменоломот во близината на метафизичката судница. И во романот на Кафка, како и во романот на Гоголј, е укинат хоризонтот за поглед подалеку од линијата поставена од идиотите и идиотизмот пред затемнетиот прозорец на умот и душата. Иако по аналогија идиотите и идиотизмот од делото на Гоголј лесно можеме да ги препознаеме и кај нас, тоа е за една добра нијанса малку потешко со делото на Кафка. Но и тука на длабокиот читател и толкувач на шифри нема да му биде многу тешко по аналогија да пронајде слична идиотска ситуација и идиоти кај нас. Така, во таа аналошка рамка, драг читателу, без секакво сомнение, лесно може да се вглоби случајот на осудените невини од 27 април како еден вид групен портрет на кавкиниот Јозеф К. и судијките што ги судат нив Русковска и Кацарска.
Тие кај нас се отелотворение на неидентификуваните метафизички судии во процес на Кафка. И тоа значи дека неговата шифра на злото е протејски жилава и безпрекорно функционира. Де профундис. Мандельштам, драг читателу, велеше дека љубовта е таа што ги движи морињата и ѕвездите. Веројатно тој тука само се надоврза рефренски на неговиот идол Данте Алигери, која имаше истата формула за Вселената и човекот. Емпедокле, пак, повеќе поет отколку филозоф, кој своите филозофски трактати ги пишуваше во поетска форма, кон љубовта во космичкиот енергетски ритам ја придодаваше и омразата. Тој така, авангардно пред модерната физика ја дефинира концепцијата на спротивностите. Јин и јанг кај кинезите. Врз чија основа функционира не само материјалниот, Вселената и материјата, туку и духовниот и емотивниот свет на човекот. Материја и антиматерија. Плюс и минус што даваат струја. Кон филозофскиот и поетскиот, интуитивно и со научен подтекст концепт на Емпедокле е речиси истоветен, ако длабински го читаме, и филозофскиот концепт на Шекспир. Неговиото тело и не е ништо друго освен негово генијално отелотворување. А како што видовме понапред на важната тема на екзистенцијата, на се дава свој неодминлив прилог во процес и Кафка, со таа разлика што кај него елементите на љубовта и омразата, како субстанции на човековата душа, се слеале во елементот рамнодушност, со кој главно оперира судбината. Во неговиот роман е развиена идејата за безграничниот идиотизам кај човечките суштества, во отсуство на Бог, кога, како што вели Достоевски, се е дозволено. Без Бог, кого Спиноза го дефинира со поимот суштина, основната субстанција на нашата душа, се разбира, во рамките на нашата тема во овој есеј, драг читателу, му се широко отворени вратите и на идиотизмот, што владее во сите сфери во светот денес, а негови промотори, како што најавивме и во насловот на есејот, се имено идиотите, од секаков вид и посебно меѓу нив корисните идиоти, како sui generis, полит сорта кои произведуваат најмногу смут и зло. Потонати во безбожништво и далеку од субстанцијата, суштина за која зборува Спиноза, тие произведуваат исто така и енормна количина на глупост. Феноменот што го натера и Крлежа да се занимава со него, прогласувајќи го како неизбришлив во човековиот ум за метафизички факт. И така натаму. Но сега да го разглобиме малку поимот идиот, кој како и многу други поими и символи е амбивалентен. При тоа мислиме на фактот дека од една страна тука е неговото реално, а од друга страна неговото фигуративно значење. Првиот, реалниот тип, веќе ни е познат и препознатлив, но вториот, фигуративниот, е шифра. Неа можеме да ја најдеме во народните приказни, преданија и поговорки. Кај Цепенгов. Но сега ние ќе се задржиме на Достоевски, кој таа шифра генијално ни ја демонстрира и раскрива во неговиот роман со директно сугестивен наслов во таа смисла идиот. Тој фигуративното значење на поимот идиот, маестрално како шифра, го растајнува преку главниот лик на својот роман, кнезот Мишкин, кого околината имено го смета за идиот поради неговата бескрајна добрина. Таа не ја смета, бидејќи не може да ја свати, за наивност и бескорисна за животот, во кој владеат поинакви принципи за екзистенција и во кој суровоста и лукавоста ги заменуваат нежноста, љубовта и искреноста. Во таквиот свет кнез Мишкин стрчи, не се вклопува и е означен, макар и фигуративно, како идиот во значењето наивен до малоумност. Со тоа Достоевски едноставно сакал да каже дека добрината и љубовта му се туги на суровиот свет. Тоа може уште поубаво да се разбере кога ќе се свати дека неговиот
главен лик во Идиот, имено, е портретиран според ликот на Исус Христос. Едноставно, тој е Христолик од петици до глава. И, парадоксално, токму затоа тој и не е сватен од средината, како што не бил сватен и самиот Христос, и е прогласен за идиот. Така е тоа. И камо среќа, драг читателу, кај нас во жална Македонија да се идиотите како кнез Мишкин идиоти. Особено оние во политиката, кои нас посебно не интересираат во овој есеј. Но не се. Ниеден таков меѓу нив не се наоѓа. Тие никогаш не го сватиле еволуцискиот императив за раст на Свети Климент Охридски за искачување на човекот од анималното кон ангелското. Напротив, тие, како и во романот на рускиот гений, само ги гледаат скришно и кукавички во себе за идиоти христоликите. Мислејќи ги за наивни додека си ги покачуваат платите за 78%, за да си го доздебелат газот, а на пролетаријатот, на пензионерите се ценкаат со 5%, без да ги имаат основните чувства според кои Господ ги препознава честните. Чувството на срам и грев, на кои им обрнале сериозно внимание уште нашите прародители Адам и Ева, додека слегувале по скалите на болката од небото на земјата. Туку зборот ми е, драг читателу, дека следејќи ја шифрираната согледба на Достоевски во Идиот, гледаме дека во безбожната цивилизација, исто како и за времето на Ирод, Христос и сите христолики за антихристите се наивни, не разбирајќи ги законите на екзистенцијата, па затоа се и малоумни. Идиоти. Тука сега ставаме точка, драг читателу. Ке продолжиме идната среда со уште една битна варијација на поставената тема во нашиот есеј. А тоа е разликата меѓу идиотот и лудиот. Нешто што им е нејасно на многумина. А се разбира, тука ќе стане нешто повеќе збор и за категоријата корисен идиот, која денес има и империјален печат, а која посебно е карактеристична за подрачјето на политиката и политидиотизмот. Политиката од која, како што вели и Сократ, никој што влегол во неа, не излегол неизвалкан. А пак нашиот македонски феномен е дека имено во неа, речиси во најголем број, тие што влегуваат, се однапред извалкани. А оние малку честните, ако влезат, се подготвени да се извалкаат.